Короната се шири, во Штип до денес беше ризично, од денес може да биде и опасно, а бројот на заразени се очекува да се зголеми. Денес министерот не кажа нови бројки по градови, но веројатно е дека од ново заразените 67 има и штипски случаеви. Во однос на деталната анализа по градови, имаме само вкупната бројка. Во однос на тоа дозволете да кажам дека би било добро да сите ги чекаме овие официјални бројки, да нема шпекулации, заради тоа што бројка како бројка, а при тоа да не се земе во предвид и бројот на контакти, од каде тие потекнуваат и како се анализираат, мислам дека нема големо значење. Комисијата за заразни болести е на став дека засега нема потреба од враќање на полицискиот час во општината или ставање во карантин. Ја разгледавме денешнава состојба со бројот на заболени и комисијата не донесе никакви препораки во однос на воведување на дополнителни рестрикции. Останува во наредните неколку денови редовно да ја следиме епидемиолошката состојба и во зависност од бројката и развојот на настаните ќе ги донесеме следните препораки. Купно на ниво на општини Штип и Карбинци има 68 активни случаи. Во соседната општина Карбинци во моментот во изолација се 50 лица, а вирусот е присутен кај 10 од нив. Сите се од една конфекција, значи еве да кажеме според епидемиолозите од еден кластер, значи нема надвор од овој кластер заболено нити во карантин. Најдобра превенција е личната заштита на населението. И во овој дел мора да апелираме уште по кој знае кој пат, значи секој мора максимално да ги почитува мерките. Во моментот бројката на хоспитализирани на инфективното оделение во Штип е 16. Сите се во стабилна здравствена состојба. Можно е во текот на денот еден пациент да го отпуштиме на домашно лекување, веќе вториот тест негов е негативен, тој добро се чувствува, тој ќе биде отпуштен од болница, а за уште 20 пациенти, како што првиот тест има негативен, чекаме втор тест да се потврди да биде негативен, да ги испишеме од болница. Од сите оние пациенти кои што се потврди дека се позитивни на коронавирус и корона инфекцијата, во епидемиолошката анкета со нив и во разговорите со нив, дел од нив беа донесени на преглед во клиничка болница Штип, беше утврдено дека може да го продолжат лекувањето во домашни услови, а поголем дел, за среќа, поминуваат асимптоматски и со лесни симптоми. Од денес во тека и тестирање на работничките од 5 конфекции кои со одлука на општинскиот кризен штаб се затворени. Денес се земени околу 200 брисеви. На помош денеска ни пристигнаа и двајца лаборанти од Центарот за јавно здравје Кочани. Сметаме дека во кадровскиот дел сме екипирани и со оваа помош ќе го извршиме тестирањето на текстилните работници. Информираат од Центарот за јавно здравје. Очекувањата се дека скринингот на текстилните работнички ќе заврши до 6 јуни. Во меѓувреме од општина Штип уште еднаш апелираат состојбата со COVID-19 да се свати сериозно. Сакам да упатам јасна порака до сите граѓани и посебно до оние кои не веруваат во болеста, шират лажни информации, лажни вести, дека вирусот не постои, дека е измислица. А всушност се работи за вирус кој што се уште е присутен овде и го има помеѓу нас. И борбата со овој вирус, за кој што се уште нема лек или вакцина, треба да го водиме сите заедно со целосна вклученост на граѓаните, работниците, стопанствениците, институциите. Инаку во Делчевските градинки од денес започна скринингот за присуство на COVID-19 кај вработените во градинките. Истиот вчера требаше да почне и во Штип, но поради контрола на текстилните работнички е одложен на неопределено време.